Актуелна ни е и темата која отвараме со гостинот во студиото 5 на македонската телевизија. Грчка фирма ја доби концесијата за користење на водата од Црна река за производство на струја со изградба на хидроелектрични централи. Долго се говори за овој проект кој нема да сгрешам ако го наречам историски. Што вели Фелата и што со дилемите? Дали ќе се доведе во прашање енергетската независност на Македонија со давање на води под концесија? Анализираме со универзитетскиот професор Антон Чушевски. Добро утро, професор, и добре ни дојдовте. Добро утро. Идејата за Чебрен поттикнува од 60-тите години на минатиот век. По 13 неуспешни обиди дознавме дека грчка фирма ја доби концесијата за користење на водите од Црна река. И сега, што е она што го добива државата, а што е она што го губи со тоа што странци ќе го градат Чебрен? Колегите, дел од колегите ваши од Фелата велат дека го изгубивме Чебрен, односно дека го даваме Чебрен, а останатиот велат дека и сме го немале, бидејќи досега и не е изграден. Во која група вие некако, со која група се согласувате? Еве, како што кажавте, Чебрен е актуелна тема веќе 50 на години. Сигурно дека е најдобро да биде наш објект, мислам македонски објект, меѓутоа еве 50 на година не се изгради. Значи, кога тој беше актуелен, кога почна, беа, така да речеме, во други околности се случуваше цела енергетско обкружување, па и економските прилики беа поинакви него ли што се денес. Значи, ова ќе биде реверзибилна пумпно-акумулациона хидроцентрала, Чебрен, и како што споменав, не ја изградивме и еве после неколку неуспешни обиди ја доби грчка фирма PPC. Значи, имаше секакви реакции во јавноста, во стручната јавност, дека ги губиме водите. Меѓутоа, јас би рекол, без разлика кој ќе ја прави овој објект, стратешки објект, енергетски објект, е потребен за Македонија. Во која смисла? И што добиваме, а што губиме со овој објект? Значи, ние хидроцентралата ќе ја гради, инвестицијата ќе кошта. Значи, кога започна овој проект, тој чинеше можда 350 милиони пред 40-50 години, сега веќе е 700 милиони, 700-800 милиони. Зошто не го изградивме, тоа е друго прашање, меѓутоа било кој да го изгради ќе биде во корист и на Македонија. Што е тоа што добиваме, што губиме? Значи, Македонија, односно ЕСМ, со 33% вложува во хидроцентралата Тиквеш. Значи, таа енергија, Тиквеш и Чебрен заедно даваат околу 400 милиони киловат сати, значи она милиарда е со пумпање и така натаму. Меѓутоа, сега ќе биде поинаку тоа што досега таа електрична енергија се продаваше по 50 евро од Тиквеш, а сега таа ќе се продава по, да кажем, пазарна цена, значи АДА ЕСМ ќе има прилив, паричен прилив повеќе него ли што има сега, да речеме. Меѓутоа, работата е што ќе стопанисува секако грчката фирма. Они инвестираат, они треба да обезбедат електрична енергија за пумпање, треба да обезбедат конзум, треба да обезбедат пазар за тој. А би рекол, Тиквеш покрива околу, ајде да кажам, околу некаде 2% 3% од нашите потреби. Значи, нема што да изгубиме. Можевме ли, професоре, ние да го изградиме? Се одржа дебата изминативи денови, колку што вашите колеги велеа се потценуваат домашните капацитети. Остопанската комора, можевме секако дека можевме, не викам дека не можевме. Камо среќа да го изградавме пред 30-40 години, кога беа други приликите, економски и енергетски. Меѓутоа, денеска, сигурно и денеска, меѓутоа се сосем други поинакви околностите. Енергетска криза, економска криза, цената на тој објектот иде дупло повисока, градежната оператива, многу од компаниите ни се, еве гледате, не сегам да коментирам со патиштата, што се случува, колку имаме, што имаме. И друго, ја би напоменал, што можда не се спомна, дека ова е пумпна акумулациона хидроелектрана, таков објект немаме ние. Немаме искуство со, ајде да кажем, пумпно-акумулациони објекти. Значи, он треба малку околу машинската опрема, градежниот дел на објектот е малку поинаку, да речеме.
Тоа исто како нуклеарните централи што се кај термоенергетските објекти најсофистицирана технологија, така и пумпна акумулационата во хидроенергетските објекти најсофистицирана опрема. Секако дека можеме, меѓутоа јас мислам дека можда веќе и ајде да не кажам, не сакам да сум скептик, меѓутоа пропуштивме 50 годишни прилики. Друго нешто, ако ја гради грчката компанија или било кој, секако подизведувачи ќе бидат пак наши компании. Мислам во градежниот дел и така на. Во време на енергетска криза, како што живееме повеќе од година, многу од земјите ни светот одат на други извори на енергија кои што им се поисплатливи. И сега, ако минатата година руско-украинскиот конфликт ни донесе соодветна енергетска криза, сега имаме нов конфликт на релација Израел-Палестина, може ли Македонија да се осамостои енергетски, едно од прашањата кои што најчесто се појавува и се зборува? Видите, Македонија, јас мислам уште ајде да кажам десетина години, мислам во која смисла енергетски осамостојување, тоа е малку потешко, затоа што ние сме увозно зависни од фосилни горива, од нафтени деривати, од газ и ќе бидеме понатака. Значи, еве, и да замениме со природен газ, гасни електрани, нафтата, значи секако ќе зависиме од пазарот на фосилни горива. Сега како овие војни конфликти, политички промени, потреси што се случуваат ќе влијаат на пазарот, тука сме немоќни. Она што граѓаните најчесто го прашуваат овој период е колку новиот воен конфликт ќе предонесе за нов раст на цените на цената на електричната енергија и сметките, се разбира. Па, мислам дека нема тој многу да влијае, поготово за електричната енергија, затоа што сепак електричната енергија 70% се од домашни ресурси, 30% од увоз е. Мислам дека не би многу влијаел. Можда ќе влијае врз цената на гасот, не знам, нафтата. Мислам, тоа индиректно ќе влијае и врз цената на електрична енергија, меѓутоа нема во таков процент. Каква зима не очекува во тој контекст, професора? Не знам, метеоролошки, знаете, секој пат пред зимата очекуваме високи температури, да? Не, обично ни кажува, не знам какви ниски температури. Нема да ги имаме во таа мера. Па и јас мислам дека нема, ние сепак сме повеќе гравитираме кон медитеранскиот дел на Европа, каде што е поблага климата, поблаги зими. Каква зима не очекува од енергетски аспект? Па мислам дека термоцентралите се спремни, сега тие се стари и за очекување да има непредвидливи испади, меѓутоа мислам дека се спремни овие објекти што ги имаме да бидат во оперативна состојба во текот на зимата. Хидроелектраните, еве здравје, што викаме Господ ни помага, имаме некои дождови приливи, иако се празни релативно, не празни, него меѓутоа се очекува дека една, не знам да кажам, стандардна година не очекува. Увозот сепак се останува и мислам дека нема да има некои поголеми потреси, да кажам. И во период на енергетска криза, експертите велат дека одлично време е да се зборува и за енергетската транзиција. Во тој контекст, обновливите извори на енергија се една од темите на кои што најчесто се зборуваше изминатава година. Каде е Македонија на темава? Па, видете, мислам, како викаме, маката го тера човекот да наоѓа решение. Значи, тоа се случи и со обновливите извори. Последните 2 години со енергетската криза и економската криза, стопанствениците мора да најдат, мора бараа начин дека да ги намалат трошоците кога стигна цената 200-300 евра по мегават сат. Значи, голем број стопански субјекти на крововите си направија фотоволтаици, се уште тоа интензивно и масовно се гради во нашата земја. Веќе мислам дека имаме 300-400 мегавати во мрежа, а за очекување дека до нова година ќе бидат 500-600 мегавати, што е една импозантна бројка што се изгради во последните, тајде да кажам, година и пол, со таков интензитет. Нормално се е на основа на приватна иницијатива и нели, приватници што го изградија и тоа се уште, тоа масовно и ќе се гради и понатака. Значи, тука сме, можем да кажам, и подобри него очекувањата што беа пред енергетската криза. Можда да не беше енергетската криза, со
помало темпо ќе се гради, а меѓутоа ова ја Нешто забрза. добро од целата приказна. Така, што викате, во секое лошо има и добро. Да. Професоре, благодарам многу за отвореността за соработка со утринската програма. Секако ќе има теми на кои што многу ќе зборуваме и во периодот кој што следува. Па да, благодарам на поканата, на ова ќе има теми, се разбира, меѓутоа да не бидат така, што викате, потресни, не знам, околу енергетиката, да бидат малку поведри. Но има придвижување, ако се сеќавате на првиот разговор пред година и половина, како песимистично почнавме, некако се движат работите. Па и јас мислам ќе се движат и ќе се движат. Се најавуваат нови објекти, ама ќе видиме како ќе одат. И што ќе значи тоа за нас. Да. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам.